Владата засега не планира да го субвенционира откупот на грозје како што тоа го стори лани. Министерот за земјоделство вели дека оваа сезона ќе се обидат да ги убедат винариите да им платат повисока цена на лозарите. Тој вели дека лани со интервентната мерка за исплата на 1 денар по килограм продадено грозје од сортите Вранец и Смедеревка, од буџетот биле потрошени 100 милиони денари. Не би размислувале во моментот за интервентна, затоа што се уште не е крајната цена дефинирана. Винариите секогаш, знаеш, во таа борба, винариите секогаш наоѓаат изговори да биде што пониска и затоа што има и во соседство дека родило секаде. Лозарите секако дека имаат она нивната производствена цена која што и таа може да варира. И со винариите сакаме еден краток состанок со клучните да видиме кој е планот и да издействуваме сепак пазарот да го даде денарот, ако може така да кажем. Од Сдруженијето на лозари од Кавадарци денеска алармираат, ако владата не најде итно решение за зголемување на откупната цена која според нив е најниска во регионот. На повидок е велат лозарско-винарска катастрофа. Прашуваат како ќе ја надоместат разликата помеѓу трошоците за производство и продажната цена, која е пониска за 5 денари. Оваа година вкупните трошоци за производство на 1 килограм Смедеревка или Вранец ќе бидат од 15 до 20 денари по килограм, а откупните цени од 11 до 13 денари за килограм. Ако на тоа се додадат и субвенциите по хектар од владата, тоа ќе значи дека за 1 килограм предадено грозје Смедеревка, производителот ќе добие вкупно 12 до 13 денари, а за Вранецот до 15 денари. Само по себе се наметнува прашањето, дали е нормално некој да произведува нешто за 20 денари и да се продава за 15 денари. Ова не е прв пат лозарите да алармираат за ниските откупни цени на грозјето. Викендов лозари од Тиквешијата се пожалија дека се незадоволни од преговорите со винарниците, кои на еден месец пред бербата им нудат до 30% пониски цени. Цена на гројето треба да биде 18 динара. Тоа е за Вранецот, Смедеревка 17. Баш вчера бе по една винарија да понудам гројзе. Цената што таа лани што договараме не постои повеќе. Ти вика 19 со 12 динара. Лозарите претходно побараа грозјето да биде стратешки производ со заштитена цена и тоа стрикно да биде наведено во законот за вино. Инаку според првичните проценки на Министерството, годинава винарниците ќе откупат околу 105 милиони килограми винско грозје, а се очекува производителите да произведат околу 125 милиони килограми.